Почитувани гледачи, екипата на Рано наутро се наоѓа во домот на господин Стојан Димков на ова прекрасно место, каде што денес ќе разговараме на тема како тој го прославува празникот Свети Трифун и што значи за него овој празник. Господине Димков, ви благодариме што не угостивте да дојдеме во вашиот дом и да поразговараме за празникот Свети Трифун. Па видите, вие сте секој пат добродојдени во нашата фамилија на Стојан Димков. Ми е така чеф што сте вие, ваша телевизија Канал Плюс. Сум благодарен и да кажам моите искажување за празникот Свети Трифун, кој се... Како вие го прославувате овој празник, човек кој што верувам дека секоја година го одбележувате? Па видите, ние овој празник е еден од ретките празници во православието во Македонија и во целиот свет што го сакат овој наш празник. Тоа е на 14 февруари, се паѓа ова недела. Во недела се паѓа тој празник. За нас е голем ден. Тоа значи дека сабајлето, утринските сати, 8-9 сати, се собираме повеќе луѓе, комшии од населбата и од градот кои доаѓаат. Тој ден се почнува да се закроја лојзето. Ова значи дека Свети Трифун е млад светец кој е посветено за лозарите. Овој празник за лозарите значи многу. Закројување, што значи дека кога се закроја првата лоза, се сечи, се дава благослов. Господ да даде здраве беритет, од ова лозе да се произведе и ракија, и вино, и секој вид благи работи. Што значи тоа дека тоа вино, таа ракија има големи свечености, свадби, крштевки, роден дени, секаме манифестации. И затоа ние тој ден го славиме повеќе пријатели, роднини, кој со музика, со пиење, со вино, тоа значи еден голем ден кој е дадено благослов од Бога. Рековте дека се верува дека доколку се направи закројување на овој ден на лозието или лозницата, така да кажеме, се верува дека ќе има голем берикет на лозието. Според вас што значи ова? Веројатно дека така, ако некој што му текни како да прави, овој ден е благослов од Бога, на тој ден да се закроje првата лоза. Тоа значи дека и Бог и Свети Трифун дават благодет, благослов за виновата лоза и сите плантажи кои се насадени со лозја. Тоа има поголем беритет, подобре, и значи тоа е во душата влезено пред илјадници години за да се ова спази овој ден Свети Трифун. Да ни кажете каква е процедурата, дали за колку време се закројува лозницата? Биде на лозница, да речеме како вие што се нашите лозници, зависи од големината лозница. Јас имам тука лозници повеќе врсти сорти на лозит на секоја лозанка, па зависи ако ја работиш доматински добро да се пушти, да речеме дали да биде пуштен народ, дали се сече некоја гранка што да речеме измрзата или сува, тоа значи дека да се дотера гранка, да се направи, после да се очисти и да се изврзи со врвца, за да биде добро така да не се ошетува за време на летото кога ќе биде вегетацијата на гроздето. Тоа ќе го покажеме веднаш по разговорот денешен. Значи, да ни кажете вие, дали сте одгледувале некогаш лозија во вашиот живот? Ние секако имавме, ние во мојата куќа 4 декара лојзе. За жал, тоа беше пред 30 години. Се фати многу суша, многу лошо време беше и половината од лојзето се исуши. И моравме ние принудени, оти немаше и сап, нема сметка да одржуваш лојзе 4 декара, за да обстане тоа лозе. И тоа ние го ископачевме. И сега, за една ваша информација, јас веќе имам таква идеја, која веќе планирам и се порачи на лозанки можда 5-6 илјади, ќе обновиме многу плантажа на лојзе. Значи, прво, пред се да кажеме дека ние што сме во селските средини и така кои се занимават, па тоа е штета да нема една куќа на фамилија, барам 10 лозанки во дворот или полу декар лојзе, тоа значи дека благодетје кога ќе береш гроздје, да направиш и вино, и ракија, и севки благи работи, тоа е дадено со благослов и амин од Господ. Колку време се одгледува лозието? На што треба да се внимава во текот на целата година, за да излезе добар производ? Првото наследување кога треба се ставя прачката, нели тоа прачката, веројатно се има добри калеми од сите тука земјоделски предпријатија тоа кои се во неговите на Кавадарци и Демир Капија, они прават такви прачки, како сакаш прачка таква ќе имаш. Дали варанас, картошија, смедеревка, речеме тука има балански дренак, афосали, и не знам какви се вид на сорти има лозанки. Тука тоа треба кога веќе се посади.
Тоа првата година се сади, втората година има повеќе нагоре што треба да тера лозата, третата година веќе се пушта на еден млад род. После третата година, четвртата година најродна, мислам да така е толку, але на лозанка. Ето јас тука имам мои лозанки до 30 години веќе посветаа лозанка и дават голем род. Лозанките се многу интересни работи. Јас само малку да кажам, ако дозволите, одам во повеќе ваква држави. Видов една лоза на Рожен, на Јане Станиска на Горбата има црква, па веројатно стеблото е како една бандера од дистрибуција, така што се за осветлување. Таа големината опфаќа некаде може едно 400 до 350 квадрата површина голема, тоа неизмерно е. Ама на таа лоза е поткрнена со други со други ѓубрива. Не ми кажа бас тие која одржува таа лоза свештениците, а тоа значи има голем век лозата. И затоа таа лоза се одржува секаде, али треба да биде и тај што е сади лозата да има мерак да работи, не само да насади и што му даде Господ, него треба збледување, копање, прскање, кроење, берење, летно време повеќе пати да се прска. Сега веќе таква е климата што треба повеќе да се прска секакви апарати. Затоа имаме ние добри агромеханизација кои ни дава сите препарати за одржување на лозите. Така, во вашето време, што најчесто сте произведувале од лозето, повеќе вино или повеќе раки? Види сега, јас од моето, ние кога имавме до 2-3 тона гројзе, ние не можеме се тоа да го изједеме и спиеме, него оставиме дел за нас. Дел се продаде тамо, кој има многу заинтересиран, кој да купат. Тука, кога веќе се собере гројзето, јас имав тука во просторија базен од 2500 кила гројзе, се ставаше во базентот и се ферментира ваната, се брка секој ден по 3 пати тоа целиот базен, целото гројзе. Кога веќе да приврие целото, кој спливно сгоре што е тоа, на 4 дена кога се веќе преферментира, се изваѓа вино, колку сакаш такво. До 3-4 дена виното е поблаго, а после до 15 дена погорко, мислам, појако машко вино. После кога тоа се извади по твоја потреба, дали од 1000 кг да речеме гројзе, ти ќе извадиш некаде 100-150 кг вино, остатокот се прави во ракија. Дали тоа после 25 дена да се вари ракијата и да имаш квалитетна ракија. Така, еве да ни кажете, на пример, дали вашите внуци, имате исто внуци, дали сте заинтересирани, еве, кога ќе дојде празникот, да се симнат овде во дворот заедно со вас и да учествуваат во оваа традиција? Сега вака ќе ви кажа. Мојот внук Стојанче Димков, син на мојот син Трајче, сега ќе се спреми со негова недела, со Господ напред, вика, дедо, молим те јас да закројам лоза. И сега за тоа тај ден нас не е специјален, ќе дојде внукот, ќе поканам други тука од моите родини пријатели, ќе садиме лозите и ќе се закроеме. После тоа што дал Господ, ќе ќе пиеме. Тоа значи има Стојанче, мојот внук, он има многу сака и лозите да го работи, и дрвцата, и нивите, и го интересира општо земјоделието, на него му е на прв план. Еве, докторите велат дека една чашка на ракија на ден влијае многу на здравието. Колку практикувате да се напиете така? Тоа на мене ми е една слаба точка, јас ќе ви кажам. Моето, вака, јас имам гледани на повеќе исписања и телевизии, за секој здрав човек, сабајето кој стане, од спиење, неопходно е една чаша ракија од 30 до 50 грама. Тоа значи дека таа ракија која се испие веќе улава во душата, како во организмот се почистува телото. Сега има некои пијат многу, а лично јас на ручекот предлагам и така го правам, со една ракија, салата, каква е сезоната, сега зимно време, зелка, расол, патлина, така, летно време други салати. Значи тоа е потребно ракијата, по мое, мислам дека испод 100 грама од денот, тие што пијат, а некои неќат. Вака ќе ми малку дозволите се, темата за ракијата. Еден мој пријател на работа, кој колку трошиме. Ја во мојата куќа фамилиарно трошиме ние со синот заедно негде до 100 кила ракија. Не пиеме ние таа ракија. Отидеме гости од секаде и се троши ракијата. Еден мој пријател вика вака. А бе мене вика дедо ми даде вика 4 кила ракија, како да речеме за Нова година. И добро, како ти стара ракија? А бе ти кажам вика 2 кили продадо вика. Значи не троши ракијата. Затоа во Македонија мислам дека ретко некој да не пие алкохол. Мислам вино ракија, али умерено. Има ли денес квалитетно вино и ракија? Има многу. Виното е квалитетно, ракијата е квалитетна. Тоа и до виното да го произведеш квалитетно вино, треба обработка на него. Кога се стави, треба да се преточува, да се прави, да се детурува, да се ферментира и кога веќе заврши таа ферментација на виното, тоа веќе кога се стави во чашата, како пушта пена околу тоа. Исто е ракијата. Ракијата не се пие пресна. Ракијата се пие ова година да ја вариш. Така се, ова година да свариш, да пиеш до година.
А јас идем па залиха на рачија, повеќе од може почувам сега за фулкот му рекол дека чувам за свадбите рачија, а да видам, он мора да види кај е рачијата, дека има доволно рачија за моите внуци. Тоа е рачијата 30 години стара. Од ваша страна. Еве за крај нешто да кажете околу празникот, можеби да честитате на нашите гледачи. Иди јас пред се го честитам празникот на сите кои му името Трифон, сега некој кажува Трајко, Трајан, куќни слави, да му даде Господ здраве, беричет, да се осеќат се силни појаќи да веруваат во Бога. Тоа е најдобро во сите празници, начело со што е сега за Лазарите за Свети Трифон. Господине Димков, ви благодариме што и денес бевте наш гостин. Ви посакувам многу здрави и среќа, па да се видиме, дај Боже, за некоја следна прилика. Фала да сте живи и здрави. Кога ќе закроеме сега, ќе ја поканам летото на гроздето што ќе го кроеме сега. Отием 5 сорти грозде, па да видите како јас грозде произведувам. Благодарим уште.